90% од ученичките во селата во земјава отсуствуваат од училиште 4 до 5 дена во текот на месецот кога имаат месечен циклус, а 75% во урбаните средини изостануваат 2 до 3 дена поради истите причини. Новинари за човекови права Институтот за јавно здравје со поддршка на британската амбасада ќе ги подобруваат условите на тоалетите. Денес во основното училиште Андреа Савески Ќиќиш во Тетово беше промовиран тоалет за менструална хигиена. Имавме среќа да бидеме избрани меѓу многуте училишта за спроведување на овој проект. Така да во изминатиот период овде се реализираше овој проект преку предавања за менструалната хигиена и беа опфатени учениците во репродуктивниот период, поточно учениците од повозрастните одделенија. There should not be a situation where girls don't have access. Не смее да има ситуации кога девојчињата немаат пристап до тоалет и средства за хигиена што им треба и да се срамат да побараат или пак да изостануваат од училиште поради тоа. Во Обединетото кралство статистиката исто така не е добра. 50% од девојчињата не одат на училиште кога имаат циклус. Ако имаме безбедни продукти за одржување на менструалната хигиена, девојчињата ќе имаат побезбедно здравје, значи подобро здравје. Значи ако практикуваат добри хигиенски практики, ќе имаме пак подобро здравје заради болестите кои може да ги добијат дали од небезбедна вода, дали од недосоодветна хигиена или несоодветна санитација. И на тој начин ќе ја унапредиме и ќе ја подобриме здравствената состојба кај младите, посебно во овој случај кај девојчињата во репродуктивен период. Училишните тоалети се адаптираат според соодветни стандарди. Најважно е во самата тоалетна кабина да имаме пристап до вода, да може девојчињата да ја одржуваат хигиената, исто така да имаме 2 канти за смет, односно една во која што ќе се собира хартијата, а во друга која што е за влошки и тампони. Се разбира дека треба да има сапун и хартија за бришење на раце. Но она што е наша идеја и што сметаме дека и државата треба да го направи понатаму и да им овозможува на секој девојче кој е вклучено редовно во образовниот систем да добива бесплатен пакет за управување со менструалната хигиена. Целта на овој модул е да се зголеми знаењето за менструалната хигиена и да се подигне свеста за потребата и придобивките од одделни тоалети за девојчиња и момчиња во училиштата.